Александър Крстик. Александър, здраво, здраво! Здраво, здраво! Здраво на сите! Како си? Супер! Спремен! Кај тебе прилично рано сега моментов, така нешто 9 Так, сати. кај мене е 9:09. Каде се наоѓаш во моментов? Во Лос Анџелес. Лос Анџелес, така. Мислам, твојот пат да тоа да стигнеш да работиш на Valorant е малтене као малце, знаеш, dream come true за сите луѓе кои што сакаат да навлезат во гейминг. Почна, односно, откако заврши факултет на кој колеж беше ти претходно завршен? Значи, факултетот ми беше American College of Thessaloniki во Грција, а после на постдипломски дојдов тука во Америка на University of Southern California, тука во Лос Анџелес, на Game Development програма. Така. После тоа отиде на пракса, не било каде, туку отиде во Санта Моника на God of War, па потоа Infinite Ward, Call of Duty-то и таман. Откако си отиде ти, Call of Duty се расипа, нама затоа се качи квалитетот на Valorant. Од мене толку, те оставам да ни објасниш нешто за тоа што претходно го работеше во Infinite Ward, а тоа е UI дизајн, односно дизајн на UI за игри. Уживајте. Океј, здраво на сите. Јас сум Александър Крстик и добродојавте на Fundamentals of Good Game UI. Да бидам искрен, насловот на оваа тема гораз го одбра, за да биде малку по-фенси. Јас сакав да одам со овој наслов. Мислев дека 17 совети за добар UI, број 9 ќе ви изненади, е најдобар наслов и на тој начин најмногу публика ќе привлечеме. Меѓутоа, како и да е, одиме со Fundamentals of Good Game UI. Значи, прво да ви кажам нешто за себе. Гораз веќе го покри ова, меѓутоа, значи, работев од прилика пола година во Санта Моника студиото, стажирав на God of War, потоа се префрли во Infinity Ward, таму бев едно 5 години, за време на тие 5 години ја издадовме Call of Duty Infinite Warfare, Modern Warfare, Warzone и работев малку и на Modern Warfare 2, сега што баш ја најавија. И од прилика пред и пол година сум во Riot Games, работам на Valorant. На Valorant сум геймплей инженер, меѓутоа на Call of Duty во Infinity Ward бев UI инженер. Значи оваа презентација ќе биде повеќе ќе се фокусира на тоа, ќе има доста примери од Call of Duty и финти што сме ги правеле таму, и некои едноставно правила и добри работи што треба да ги знаете ако правите UI за вашата игра. Ќе сакам да почнам со оваа реченица. Good UI is like a joke. If you have to explain it, it's not that good. Имам превод и на македонски тука, значи добар UI е како виц, ако треба да го објасниш и не е толку добар. Ова е едно мото и една реченица што ја многу ја сакам кога станува збор за UI, затоа што UI-от секогаш треба на корисникот на играчот на вашата игра да му помогне, никогаш не треба да биде препрека за корисникот да направи што и да треба да направи. Овој слайд оригинално требаше да биде, значи, без некои посебни слики или нешто екстра. Меѓутоа се случи нешто смешно пред околу 2-3 недели. Бев на една веб страна што ја имаме внатре во Riot, кај што подпишуваме некои документи. И ова беше некој документ за COVID, за безбедност и за такви работи. И на врвот на оваа веб страна стоеше ова. Значи, во превод на македонски, ако сте на мобилен уред, submit копчето се наоѓа горе десно во зелено, со извичници. Значи, ова на мене ми кажува дека некои луѓе не се можеле да го најдат ово копче. И, by the way, јас зборам на штипски. Ако случајно не ме разбирате, ќе си најдете некој од Источна Македонија да ви преведува, пошто македонски литературно-штипски тука ќе биде малку микс и англиски. Во секој случај, значи, ова мене ми кажува дека некој се е бунал дека не може да го најде тоа копче и солуцијата на луѓето е била нема да го поправиме UI-от, него наместо тоа ќе напишеме како да го користите UI-от. Значи, ова е главен голем проблем кога дизајнирате и правите UI. UI-от треба да биде едноставен, за луѓето да го погледнат и веднаш да го разберат, а не да мора да го објаснувате со зборови. Океј, значи да почнеме од основите. Зошто воопшто ми треба UI? Ќе земам пример и ќе приметите во оваа презентација, јас не ке многу текст во презентации, така да презентацијата ќе биде повеќе која на сликовница со слики, и јас ќе објаснувам што треба да се објасни. Значи ќе земам пример Dead Space играта. Во неја се направени некои многу интересни избори, на пример, енергијата на карактерот се наоѓа на грбот. Значи во самиот свет не се наоѓа како некој број на HUD во фронтенд во in-game дисплејот.
Муницијата се наоѓа на самиот пиштол, каде што мерите се наоѓа исто во светот. Доколку сакате да видите каде треба да одите, наместо да извадите некоја мапа, ако погледнете доле десно на сликата, може да видите дека има линија што се појавува нацртана во светот и ви кажува каде треба да одите. Има играта и малку класичен или не толку класичен UI во горниот десен дел, може да видите например некоја продавница, меѓутоа UI-то имплементира на начин на кој што вашиот карактер во играта го гледа тој UI, значи е во самиот свет. Ќе земам еден друг пример што е многу близок до нас, од нашата мила, драга и македонска Sonder. Значи и кај нив UI-от се органски наоѓа во самата средина, значи тука можете да видите машини на кои што се испишани различни работи и целата игра, сите панели, самиот UI се наоѓа на тие панели, значи органски во играта. Сега една анекдота од моето време во Санта Моника студиото, додека работев на God of War. Креативниот директор Кори во Санта Моника студиото имаше една идеја God of War играта да нема UI. Значи неговата замисла беше секирата на Крейтос, значи што ја гледате тука на левата страна, на неја ги има овие работи исцртано, тие работи да бидат како еден вид на дрво на таленти. И кога сакате да апгрейдирате некои таленти, да додадете нешто, Крейтос да ја погледне секирата и на неја да направи нешто и на тој начин да биде некако како органски UI. Идејата беше, значи, интересна и имавме прототипи од таа идеја, беше кул да се види. Меѓутоа, на десната страна може да видите колку многу UI God of War на крајот имаше за посување на оружја, на таленти, на различни работи и моки што Крейтос може да ги има. Значи, едноставно, некој пат вашата игра ќе прерасне во нешто многу поголемо од оригиналната замисла и е неминовно да имате некој UI. И сега ќе ви дадам еден друг пример. Во горниот десен дел тука можете да видите пример од World of Warcraft и дрвото на таленти. А тука во левиот дел пуштив едно видео што го снимав како јас одам низ UI-от на Call of Duty Infinite Warfare, чисто да ви покажам колку многу UI има во Call of Duty. Значи Call of Duty има ненормално многу UI. И ова е само одам на секаде, значи ова не е ни целото 100% од UI што постои во таа игра. Потребата за UI почне да се јавува кога почнете да размислувате за нешто што се вика мета игра. Значи тоа е, значи нема врска со мета на Facebook или нешто такво, тоа е на некој начин игра во самата игра. Значи кога станува збор за Call of Duty например, мета играта во Call of Duty се оружјата и се што оди околу оружјата, значи скинови, атачменти на оружјата, можеби операторите, значи вие отклучувате различни работи и на тој начин вие можете буквално да се уклучите во Call of Duty, да не ја играте и еден саат да си седите во UI-от и да ја играте таа мета игра каде што си менете оружје, си менете скинови на тие оружја и такви некои работи. И во овој случај едноставно вашата игра мора да има UI. Значи, за да ги направите сите овие работи, емблеми и се тоа, UI-от е неминовен. Сега знаеме, окей, дека вашата игра треба да има UI, прашањето е од каде да почнеме. Значи, почнувањето ќе биде од истражување и потрага по автентичност за таа игра. И тука имам два комплетно спротивни примера. Прво мора да се запрашате на каква игра ви уствари работите. Значи, дали е фантазија, хорор, научна фантастика, митологија, затоа што типот на играта на некој начин ќе го информира типот на UI-от што ќе го направите. Исто така треба да се запрашате и која е ваша таргетирана демографија. Значи, дали ја правиме ова игра за 19 годишни девојчиња, како што имам представено пример тука, или за 30 годишни, или за некаде измеѓу, или за 1 до 99, значи мора да имате предвид за кои луѓе вие ова го правите, на тој начин да го информирате UI-от. И сега примерот што го имам тука, сега не знам баш со што си играат 9 годишни девојчиња, меѓутоа замислувам дека е некој Hello Kitty и некоја филозофија, отидов на Google, пишав Hello Kitty и ево ова ми излезе. Значи, ако вие знаете дека ова се продуктите што таа таргетирана демографија ги користат, тука можеме веднаш нешто да извлечеме. Гледаме дека боите се розово и бело, гледаме дека има балони. Значи, можеби сега како на прв поглед, можеби купчињата ќе бидат балони и ќе ги имат некои од овие бои. Од друга страна, ако на пример станува збор за Call of Duty, ние на Call of Duty во Infinity Ward имавме советници што се бивши специјални единици американски, значи Navy SEALs,
И тие луѓе нас не буквално тренираа за како да размислуваме за нашата игра да биде автентична во тој свет што го правим. Тука доле можете да видите слика од мене со научари за гледање во темно и со една пушка што е правена за тренинг. Значи пушката не е вистинска, меѓутоа на врвот има залепен вистински ласер. И поентата на овој тренинг беше да видиме ние како изгледа кога гледате преку тие научили за ноќно гледање Night Vision Goggles со ласер, за да можеме да го пренесеме тоа ефективно во UI. И тука горе десно можете да го видите оној таблет што е исто една работа што ја има во Call of Duty играта. Тоа е сензор за отчукување на срце. Тоа е фиктивна работа, меѓутоа самиот таблет и UI на тој таблет е базиран во реалност. Значи нашите Navy Seal советници ни покажаа такви таблети, ни покажаа на пример работи што користат за контролирање на некои мали дронови, такви некои работи. И на тој начин значи, се информира UI-от за едноставно да ви припаѓа во светот. Сега станува интересно. Значи, да речеме, знаете кој тип на UI сакате да го направите, меѓутоа за која платформа? Ова е многу големо прашање. Значи, имате мобилни таблети, компјутери, конзоли со секакви величини, секакви резолуции, секакви соодноси, тоест aspect ratio. И вие кога ќе правите UI, мора да се осигурате дека тој UI ќе работи за платформата што ја таргетирате. Сега во некој си идеален свет, кога ќе почнете да работите на игра, вие веднаш ќе знаете дека ќе ја правам за компјутер и за мобилен телефон. Точка. Ама не, тоа секогаш не е така. Значи некој пат, во примерот на Valorant, на пример, на кој што работа моментално, ја издадовме на компјутер, стана многу успешна, сакаме да ја направиме и на мобилен. Значи ние веќе ја најавивме дека ќе ја правиме за мобилен, моментално работиме на тоа. UI-от што го имаме на компјутер едноставно не може да се земи да се стави на мобилен. Екранот е премногу мал, нема доволно простор за целиот тој UI, мора да се направат промени. А секои промени захтеват време и захтеват пари. Значи, идеално, вие ќе размислувате за повеќе платформи уште од старт. Значи, уште кога ќе почнете да го правите UI-от, за да може што е можно повеќе работи да искористите помеѓу тој UI. Али се јавуваат проблеми, например, мобилниот е мал и го држите блиску до вас. Мониторите може да бидат некоја средна големина и се обичу 20-30 сантими од вас. На конзола може би сте на 50 или на 100 инчен телевизор и може би сте 2 до 3 метра оддалечени. Значи, може да се осигурите дека кога ќе го правите UI-от, тој ќе биде читлив и препознатлив на било која далечина, на било која величина. И тоа е проблем, тоа е тежок проблем да се реши, меѓутоа ако почнете да размислувате на овој проблем уште од старт, ќе ви биде полесно натаму. Значи ако почнете да размислувате, окей, правам UI за компјутер, меѓутоа како би го овој UI применило да работи на пример на конзола со контролер или на мобилен? Тоа е некој прашање што треба да се прашате. Тука десно имам два примера од Valorant кога ја играте на некој aspect ratio што не се 16:9. Значи ние ставаме такви црни ленти од страна или од озгора или од оздола за да го покриеме тој празен простор на некој начин. Некои други игри имат други солуции, например некои игри ќе ја поддржуваат таа резолуција, ама само UI-от ќе го наместат за да не се едноставно искриви и истргне, растргне. Сакам тука да дадам еден пример, значи на Valorant, баш пред некој месец работев на една работа што ја нарековме UI scaling, каде што зависно од големината на уредот на кој што работите, UI-от сам ќе се зголемува или намалува за да биде читлив. Затоа што UI што е на PC читлив, ако го ставите директно на мобилен, пошто мобилните уреди се мали, меѓутоа генерално имаат голема резолуција, значи тој UI ќе биде многу ситен. И на овој начин можете истиот елемент да го искористите и на друго место. А како што кажав, целата поента е колку што можете одработате да искористите на повеќе места, да не ја правите по 2 пати или по 3 пати, за да заштедите време и пари. Сега тука друга работа е и начинот на интеракција. Значи на компјутер сте углавном со глуши тастатура, на конзола сте со контролер, на мобилен сте со допир. Значи, мора да размислите како вашата интеракција со вашата игра ќе се преведе на некој начин во други платформи. Тука доле лево имам еден пример од Deathloop играта, што ја играв скоро. И Deathloop има едно мени, овакво округло мени, што на контролер, за кој што оваа игра е оригинално планирана, е перфектно. Значи, го мрдате стикот на контролерот, тој мапира директно на некоја страна на ова мени, се е перфектно. Меѓутоа, кога играте на компјутер,
Ако сакате да мрднете, да речеме, од бројката 5 кон бројката 1 тука на сликата, не можете глушецот директно диагонално да го мрднете. Него мора да одите во едно кружно движење, значи слично како на контролер, за да дојдете од 5 до 1. Тоа е многу лошо искуство за корисникот на вашата игра. Значи, овие се тип на работи што едноставно не можете секогаш да ги планирате да ги завршите на еден едноставен начин, како на контролер вака, значи така ќе биде на глушец. На глушец ова е еден одвратен експириенс, можеби ќе го поправат некој ден, меѓутоа јас кога играв беше така и беше за никаде, да бидеме реални. На десно имам пример од World of Warcraft, ово е екстремен пример на некој што си го направил UI-от на тај начин што повеќе го игра UI од колку играта. И сега, иако ово е екстремен пример, сакам да ви доломе на поента, ако сега јас ви давам ова е ваша игра и ја ви кажам, окей, сакаме оваа игра да ја направиме да може да се игра на конзола со контролер. Ја не би знаел од кај да почнам. Значи, тука има толку многу копчиња и толку многу ствари што се случуваат на екранот што јас реално не би знаел од кај да почнам да го преведам сето тоа што тука ќе го правите со глушната тастатура да функционира со геймпад. Значи, повторно тоа е еден проблем. И сега ќе ја земам Destiny како пример. Destiny, да речеме, и на конзола имаше тоа што го викаме виртуелен курсор, тука е заокружен на средина. И кога го мрдате стикот на контролерот, се мрда исто како кога би го мрдале со глушец. Значи, ова е пример на солуција на тој проблем, што функционира перфектно. Значи, вие имате исти начин на интеракција и со глушната тастатура и со контролер. Да речеме, ако ја направат Destiny и за мобилен, ќе биде истата интеракција. Тоа е добро размислување за ово UI. Сега не знам дали они се размислували уште у старт дека играта ќе ја има на компјутер и на конзола, меѓутоа имплементацијата ја доловува поентата што сакам да ја направам. Значи мора да размислувате и на други платформи, макар и да е малку, макар и да е некаде во позадина на вашата глава, кога ќе почнете да работите на UI-от, размислете што би било кога ова би требало да го играм со контролер или со нешто друго. Океј, сега се префрлиме малку во стилот на самиот UI. Значи, ќе почнем да зборувам за селекција на фонт и боја. Конкретно за бои сега во овој слайд. Примерите што ги имам тука се од филмови, пошто можев да ги најдам вака на интернет, меѓутоа истото може да го примените и кога станува збор за игри. Значи, станува збор за една палета на бои. Вашите UI дизајнери, UI артисти ќе создадат оваа палета на бои. И таа палета можеби ќе биде слична на палетата на самата игра, значи например ако играта е да речеме хорор игра, можеби ќе биде потемна, ако играта е како цртан филм, можеби ќе биде посветла и повесела. Меѓутоа ќе имате некоја палета на бои и ваша задача е да се осигурате дека целиот UI ќе има некој континуитет, значи таа палета на бои ќе биде применета секаде. Значи лошо е да имате UI каде што едната страна е комплетно различно од другата страна. Да, некој пат ќе се јават примери кога ќе имате една посебна страна што е многу специјална и комплетно различна, меѓутоа генерално треба да запазувате континуитет, значи кога ќе ја најдете таа палета на бои да ја користите секаде. И таа треба да биде комплементна на самата игра и боите што се одбираат треба да бидат комплементи едни на други. Јас сум UI инженер, за ова ќе зборите со UI артисти, UI дизајнери, луѓе што се малку повеќе на артистичката страна и тие ќе најдат, значи, добар избор на бои што одговараат во вашиот UI. Сега зошто се боите толку важни? Значи боите во самата човечка психологија, различните бои побудуваат различни чувства и имат на некој начин различни значења. Значи тоа е психолошки, кога видите некои бои ви побудуваат некои чувства, едноставно е наука, значи мора да го земете за факт. И тоа е еден начин на јазик на боите, ако може така да го кажем. Примерот што можеме да ви го даваме од Call of Duty, каде што ние, например, црвената боја ја користевме многу ретко. Значи беше голем проблем да ставите црвена боја некаде чисто туку така. Црвената боја генерално може да значи опасност и во Call of Duty значи опасност или значи некој вид на предупредување. Кога некој ве пука, индикаторот е со црвена боја, тоа е тоа што гледате на сликата тука. Ако има граната близко до вас, индикаторот е со црвена боја. Ако, да речеме, сакате да ставите некој атачмент на некој оружје што не го подружува тој атачмент, предупредувањето ќе биде со црвена боја. Значи, ние го тренираме нашиот корисник, нашиот играч, да размислува на тој начин. Значи, го тренираме да знае дека црвената боја е асоциација за опасност, асоциација за нешто на кое што мора да обрнете внимание. И на тој начин, некогаш и не е битно каков ќе биде самиот UI, например, каков ќе биде индикаторот за граната. Ако е црвен, нашите корисници
подсвесно ќе го имаат примерот дека црвеното е опасност, бегај од таму. Значи, тоа е пример, значи може да го потребите на други различни начини, со други бои, меѓутоа треба да си го створите овој јазик на бои во вашиот UI, кај што после одредено време вашите корисници ќе почнат на некој начин, значи да го пратат тоа и да знаат што означува таа боја. Например, ако играте World of Warcraft, а бојата на квестовите генерално е жолта и кога и да видите нешто жолто што се појавува во светот или на мапата, знаете дека станува збор за квест. Значи, на тој начин корисниците после многу години на запазување на тоа некое правило се научени да размислуваат така. И сега некој друг пример е да речеме играта Journey. Ако не сте ја играле, е малку по-весела игра споредено со Call of Duty и чисто сакав да ви ја дадам за пример за да видите да речеме една сцена од Journey со палетата на бои во таа сцена и што уствари тие бои означуваат. Значи зеленото е природа и свежина, кафеаво златните бои се елеганција, белата боја е младост и чистина, а овие розови бои се безбедност и мекост. Значи, на тој начин можете да видите колку самата сцена е дизајнирана автоматски да побуди некои одредени чувства само по боите што ги користи, без ништо друго на екранот, значи без никаков друг UI или ништо друго. И како е тоа, колку е тоа различно од нешто како на пример Call of Duty. Сега ќе ви дадам еден смешен пример, чисто да илустрирам оваа поента. Да речеме дека работите на оваа игра, немате појма што е оваа игра, не знаете ништо за неа. Мислам, во случајот е Modern Warfare, меѓутоа замислете дека знаете дека има оваа игра и треба да дизајнирате UI. И ви дојде шефот и ви каже, окей, сакам да ми направите лого за оваа игра. И вие му го дадете ова. Comic Sans розево. Перфекција за Call of Duty, нели? Значи, мислам, ова е екстремен пример, меѓутоа можете веднаш да видите дека едноставно нешто не се совпаѓа во оваа слика. Ако го погледнете, например, логото, вистинското лого на Modern Warfare, ова е логото на претходната Modern Warfare, значи Call of Duty фонтот е агресивен, остар, Modern Warfare фонтот, тоест бојата на фонтот е иста како бојата на научите за нокно гледање, значи Night Vision. Самиот фонт и бојата што е селектирана тука е едноставно вриска Call of Duty, нели? И после некое време го истренирате вашиот корисник да го препознава тој бренд, тоа лого, што е добро и за самата ваша игра. Сега како контрапример, ако вие работите на оваа игра и го искористите истиот фонт со истата боја, сега веќе некако работите повеќе се совпаѓаат. Значи ова некаде изгледа како нешто што можеби би можело да се деси. Значи многу е битно селекцијата на фонт и боја да се комплементарни на самата игра што ја правите. Значи ако е играта поагресивна или некој хорор ќе одберете и поагресивен фонт, ако е играта помека на некој начин ќе одберете и помек фонт, а боите исто како што зборев претходно. Многу битна работа тука е и самата читливост, особено кога зборуваме, значи за ако седите на конзола 2 метра подалеку од телевизорот, мора да се осигурите дека тој UI ќе е читлив. Сега тоа од една страна се сведува на големината на самиот фонд, меѓутоа од друга страна се сведува и на позадината позади тој фонд. Ако сте на пример во фронтенд на играта во менијата, тоа можете малку повеќе да го контролирате, затоа што вие одлучувате што ќе биде позадината и можете да си направите добар контраст помеѓу позадината и текстот што е напишано напред. Меѓутоа, кога сте во играта, вие не знаете каде вашиот корисник ќе гледа. Можеби ќе гледа во небо, каде што е екстремно светло, или ќе гледа во земја, каде што е многу темно, или ќе биде некаде измеѓу. Значи, примерно што го имам тука од Valorant, меѓутоа истата пракса ја користиме во Call of Duty. Значи, генерално, секогаш се трудиме да ставиме некоја позадина, семи-прозирна, позади фонтовите, позади текстот, за да може да има малку подобра читливост. Тука на десната страна ќе видите, имам 3 примера. Првиот пример скоро и да не се гледа. Значи, намерно одбрав боја што е малку потемна од позадината, да ви дадам пример на што би можело да се случи кога сега некој, да речеме, со оваа слика ќе погледне на позадина што е многу комплементарна на бојата на фонтот што го користите. Сега ако го погледнете, на пример, третиот пример каде што има позадина, тоа е веќе многу читливо. И ако погледнете на примерот на Valorant, позади секое панелче каде што има некој текст или некој оружје, имаме некоја позадина што дава малку поголем контраст за да може да биде се тоа читливо. И сега овој слайд е многу битен и сакав да го спомнам, меѓутоа нема да налегувам во многу големи детали, затоа што атомски дизајн или атомик дизајн е една многу голема тема и на некој начин и многу очигледна кога некој ќе ви ја каже, меѓутоа многу битно да ја сватите.
ако ова ви изгледа како нешто што не сте го чуле, отидете на Google, пишете и прочитате малку повеќе на оваа тема. Јас ќе ви дадам ептен мало објаснување на содржината тука. Значи, треба да го креирате вашиот UI на атомски начин, што значи да имате елементи што ќе бидат, значи, атоми, најмали некои честички, од тие атоми ќе правите молекули, од тие молекули ќе правите организми и така натаму. Значи, во овој пример, ако погледнете на средната слика тука на овој слайд, значи, еден атом е текст, друг атом е поле за внесување на текст, трет атом доле е копче. А ако ја видите молекулата на десната страна што е направена од тие атоми, значи тие сите се собрани во еден UI елемент или widget како што ги викаме, и тоа е една молекула. Од тие три атоми може да направите многу различни видови на молекули. А после тие молекули да ги користите на многу различни видови на организми, што во овој случај може да ги видат вашите UI страни, тоест менија. Поентата на атомскиот дизајн е да имате реупотребување на истите UI елементи. Значи, ако сакате да направите три копчиња во вашиот UI, што се разликуваат многу малку. Речеме дека едното копче има само текст, другото има можеби икона, третото можеби има некој клуч за да заклучи таа акција на тоа копче, например. Јас сум видел дизајнери што во овој случај ќе направат три копчиња, три различни копчиња. И сега некаде, например, после некое време некој ви каже, сакаме да ја смениме бојата на UI-от. Сега имате три различни копчиња кај што треба да отидете и да ја смените таа боја. Во атомскиот принцип на дизајн на UI, вие ќе имате една основна единка, што е атом, и тоа ќе биде копче, и сите други копчиња ќе наследат од тоа оригинално копче и ќе додадат нешто на него. Меѓутоа, кога ќе треба да се смени бојата на тоа копче, ќе имате само еден атом каде што ќе ја смените таа боја. А замислете во играта кога ќе имате стотици копчиња, да речеме, ако е комплицирана игра како Call of Duty, овој начин на пристапување на размислување за UI елементите и за креацијата на UI елементите е многу моќен. Значи, секогаш треба да размислувате на начин на основна единка, од која што после надградувате се повеќе и повеќе. Како што реков, ова е многу голема тема, може да се направи цела презентација само за неа, така да ако се заинтересирани, мислам, пребарете си сами. Океј, сега ќе збориме за навигација. Доста ја славев Call of Duty како игра со најдобар UI на светот. Значи, ова е пример на Call of Duty Mobile, играта за мобилен телефон. Ова не е правено од едно од главните Activision студија што работат на Call of Duty, е правено од едно поддршка студио на Activision. Меѓутоа, примерот што сакам да го илустрирам е негативен. Значи, на овој UI, ова е почетната страна што ја видите кога ќе ја уклучите Call of Duty Mobile. Јас играм игри цел живот. Јас кога ја уклучив оваа игра, немав појма каде треба да кликнам за да почнам да играм. Значи, реално. Толку многу ствари има на овој UI, што се јавува една појава што американците ја викаат decision fatigue. Значи, тоа значи дека имате толку многу избор, што не можете да направите избор. Значи, едноставно сте блокирани. Тоа е исто како да влезете во супермаркет и да сакате да купите чоколадо и да видите 50 различни чоколада и не знаете кој сакате да го земете. Значи, се јавува еден вид на ментална блокажа, тоа е исто нешто што е едноставно природно за луѓето, ако му дадете на човекот премногу избор, тој нема да знае што да направи. Значи, во овој случај Call of Duty Mobile на мене лично не ми свига како пристапуваат на решавање на UI проблемот, затоа што сакале буквално се да ви прикажат на еден ист екран. Сега, ова и не ја илустрира целата поента, значи ова е само слика. Ако ја уклучите играта, овие икони светкат, трепкат, мрдат, анимират, значи прават се живо и диво. Значи вашиот поглед едноставно е на сите страни. Секоја иконка се бори за вашето внимание. Тоа не е целта на добар UI. Значи UI-от треба да му помогне на играчот, а не да му одмогне. Во овој случај UI-от е апсолутно контрапродуктивен. Немате појма каде треба да отидете, каде треба да кликнете, што треба да направите. Сега ќе се врнам на Infinite Warfare и ќе ви покажам еден пример. Каде што се илустрира еден концепт што барем во Call of Duty го ние имавме. Значи Call of Duty работи на еден концепт каде што кога сте на конзола, треба да е можно да притискате, да речеме дека сте на PlayStation како во овој случај, треба да може да притискате само XXXXX и да влезете во играта. Значи погледнете што се случува тука. Јас сум на multiplayer, одам public match, fine match и team deathmatch, што е најиграниот мод, by the way, значи не е случајно прв.
и веднаш сум во лобито. Значи XXXXX и веднаш сум во лобито. И ако видите од како ќе влезам во лобито, најгорното копче е Create a Class, што е вклучено копчето каде што вие можете да го едитирате оружјето што ќе го користите, операторот што ќе го користите. Значи се е дизајнирано за да биде што е можно поедноставно за корисникот. Целата поента е да му помогнете со тој UI, а не да му направите да биде комплицирано, да не знае што бара, да тражи каде сега треба да го правам ова или тоа или едно или друго. На овој начин едноставно се е лесно и едноставно и корисникот оди директно да ја игра играта. И сега примерот што ќе ви го дадам за Modern Warfare е уште подобар. Значи, ако погледнете како ја дизајниравме Modern Warfare, кога влезете во мултиплеер менито, значи ова е првата слика што ја гледате кога влезете во мултиплеер менито, гледате кои се заокружени копчиња. Play и Quick Play. Значи, само еднаш треба да стиснете X и веднаш сте во игра. Ништо друго. Значи, ако сте некој што не се замара со UI, не се замара со едитирање пушки и таа мета игра што ја спомнав претходно, вие едноставно можете да кликнете play веднаш. Значи, на тој начин комплетно ја тргате проблематиката од UI-от да стои контра на вашиот играч. Знаеме сите дека сме горди на UI-от што го правиме, меѓутоа да бидеме реални. Играчите се тука да ја играт вашата игра, а не да го играт вашиот UI. UI-от треба да биде нешто што апсолутно не е никаква препрека и најлесно што може да му давате на корисникот начин да влезе во играта. Друго нешто што сакам да илустрирам тука е начинот на кој што треба да размислувате за позиционирањето на елементите во тој UI. Значи, освен ако сте во некои земји што читаат од десно на лево, што се мал дел од земји на светот, шансите се добри дека вашата игра ќе ја правите со некој на ум што чита од лево на десно, горе на доле. Значи, збориме кога читате книга, читате од лево на десно, од озгор надоле. Така треба да го дизајнирате и вашиот UI. Значи, UI-от најбитните елементи треба да бидат горе лево, во горното лево ќоше. Барем во фронтендот, како во овој пример. Затоа што во горното лево ќоше е прво каде што вашите очи неминовно ќе отидат кога ќе скенираат за некој елемент што го барате. Значи, тоа е повторно во човековата психологија и нашиот тренинг цел живот да читаме од лево на десно и вашиот UI треба да го рефлектира тоа. Ако видите тука, значи, каде што имам пишано 1, 2, 3, кои се првите 3 таба тука? Play табот, значи да играте, Weapons табот, значи оружје, да мените оружје, и Operators табот, значи да мените агенти и оператори. Најбитните 3 акции во Call of Duty. Сето друго е многу помалку важно и затоа е на десно, затоа е доле. Што е најбитно, секогаш го бутајте кон горниот лев ќош. И уште една работа што сакам тука да ја спомнам, тоа што две работи има. Едната работа е табови versus длабоки менија. Пробајте барем најбитните работи да ви бидат веднаш видливи во UI, за да може корисникот веднаш да најде што бара. Значи во овој случај Play, Weapons, Operators за Call of Duty се најбитните работи и тие се веднаш таму. Кога ќе улезете во Weapons табот, тука имате длабоки менија. Не ќе да кажам дека ние во Call of Duty никакво длабоко менија не ставиме. Меѓутоа, колку подлабоко навлегувате во играта, толку повеќе го буните вашиот корисник и тој веќе ќе почне да заборава каде се некои работи што ги бара, а кога сите тие работи се веднаш пред вас, веднаш очигледно видливи, тоа е подобро за вашиот корисник. Сега, контраргумент на ова ќе кажам само дека мора да се најде баланс, пошто и на Call of Duty Mobile тие сакале се да биде пред вас, али претерале на некој начин. Значи, отишле во една друга екстрема каде што стане контрапродуктивно. Значи, мора да се најде тој некој баланс. И друго нешто што сакам тука да посочам се така речени трошки или breadcrumbs, што се оние мали зелени коцкички, што ќе ве насочат на некои одредени делови од вашиот UI каде што сакате на корисникот да му го привлечете вниманието. Тие не треба да се користат претерано, затоа што треба да бидат само кога сакате да привлечете внимание, меѓутоа се многу корисни. Толку едноставен UI елемент, а многу користен. Значи кога играте вие Call of Duty, вие не пратите што се случува додека играте. Вие играте. Значи можеби сте отклучиле оружје, можеби сте отклучиле некој емблем, некоја играчка картичка. Кога се врнете во фронтендот, овие трошки ќе ве насочат каде треба да одите за да видите што е ново на некој начин. Значи тука сега ќе имате една трошка на Weapons табот, ќе влезете внатре, ќе имате друга трошка под него, ќе влезете внатре и ќе ве доведе до точно каде што треба да погледнете и на корисникот вниманието да му го запазите на тој елемент. Сега зборувавме за фронтенд, сакам да зборам малку и за позиција на UI елементи
внатре во самата игра. Овој совет конкретно, овој конкретен пример е за шутери, за игри како Call of Duty или како Valorant. Меѓутоа, зависно од играта на кој работите, овој принцип треба да го имате на ум. Значи во шутерите 90% од времето вашите играчи гледаат таму во овој црвен круг што го имам одбележено. Таму е погледот на вашиот корисник, затоа што таму тој мери на кај некој противник на кој што сака да пука. Значи, најбитниот UI мора да биде во тој круг. Ако не го ставите во тој круг, никој нема да го види. И сега, во примерот на Call of Duty, во тој круг ќе го најдете индикаторот кога некој ве пука и од која страна ве пука, ќе го најдете индикаторот за гранати, на долниот дел на тој круг ќе го најдете и промптот за интеракција, значи ако дојдете пред некоја врата и треба да притиснете коцка на пример за да отворите вратата, тоа ќе биде се во тој круг. Значи тој круг е најбитен. И тој круг не треба во тој круг не треба да фрлате било што, меѓутоа нешто на кое што сакате вашиот корисник да обрне внимание, треба да биде во тој круг. И како одите надвор од тој круг, се по настрана и настрана, се помалку луѓето обрнуваат внимание. Всушност, една од главните разлики на професионален играч на Call of Duty или на Valorant или на било што друго и некој што е почетник е тоа дека професионалците многу почесто погледнуваат надвор од тој круг, значи погледнуваат на минимапата горе лево во ќошето или на, да речеме, колку куршуми, бомби има доле десно, а некој почетник може едноставно да проба да фрли бомба и ќе види промпт што ќе се наоѓа во средината на екранот, што ќе ви каже немате веќе бомби. Значи, тоа е таа разлика на како професионалци и почетници би ја користеле вашата апликација и вие треба да ја дизајнирате со тие почетници на ум, затоа што поголемиот дел од вашата публика нема да биде професионалци. Во случајот на Call of Duty, како што реков, тоа е тој централен круг, каде што треба да бидат најважните работи, меѓутоа, зависно од играта на која што работите, вие треба да размислите кои се главните елементи или најбитните или најопасните работи што корисникот мора да ги примети. Ако јас индикаторот за граната го ставам во горното десно ќоше на екранот, никој никогаш нема да го види. Значи, тоа е нешто треба да го размислите кога работите на UI и кога ги позиционирате вашите UI елементи внатре во играта. И сега сакам да илустрирам уште една поента што се нарекува на некој начин функционален минимализам. Сакав овој слайд да има слика од Valorant мобилната игра, меѓутоа не ми дозволија да ја ставам затоа што не е најавена уште. Затоа оставив слика од UI-от во играта на компјутер, ама ќе објаснам која ми е поентата. Значи, и горе имаме една квота од Алберт Ајнштајн што ми се многу свиѓа. Значи, треба да направите се да биде колку што е можно поедноставно, меѓутоа не поедноставно од тоа. Значи, ако вашиот UI е комплексен, поедноставнете го. Меѓутоа, кога ќе достигнете некоја минимална граница, тоа е тоа. Не го чепкајте веќе, затоа што после ќе почнете повторно да го зборувате вашиот корисник, затоа што нема да имате доволно информации. Во овој случај, ако погледнете на долниот дел на екранот, има 4 моки на овој агент, што се на C, Q, E и X, и мокта на Q е празна. Значи, не можете да ја употребувате во овој случај. На компјутер, каде што имаме многу голем простор за UI, ова не е проблем. Меѓутоа, на мобилната игра, ние размислуваме дека кога ќе ја искористите вие таа мок, веќе ја немате и не можете да ја кликате, ќе ја снема од вашиот UI. Затоа што на мобилен, лимитираниот простор на екранот, нас ни значи дека мораме да ставиме што е можно помалку UI. Значи, мора да размислувате на овој начин на функционален минимализам. Не ставајте на екранот UI што не е битен во дадениот контекст. Значи, друг пример што можем да ви дадеме, да речеме дека имате игра и таа игра има нешто за купување и можете да собирате некои поени за да купувате работи. Не мора да ги ставате тие поени да бидат видливи на место каде што ништо не може да купите. Значи, да речеме, ако продавницата ви е во фронт-ендот, не мора да ги ставате тие поени внатре во играта. Небитни се. Значи, тој UI е едноставно нефункционален и нема потреба да биде таму. Сега ќе дадам еден друг пример, исто од Infinite Warfare. Имаме едно мени, каде што вака можете да одбирате различни тимови и да видите на кои планети се наоѓаат тие тимови. Значи, многу е лесно тука на прв поглед да кажете, ова е некоја 3D сцена, планетите се таму и овие работи што се движат во 3D просторот. Тоа не е случајот во ова мени, ова се само слики, значи статични слики. Овие елементи што се подвижни се на некој начин како слики што од една по друга како GIF. Рендерирањето на слики е многу
ефтино од аспект на перформанси на самата игра, отколку рендерирањето на 3D сцена. Значи, на овој начин со финти, во гейминг индустрија се користи таа терминологија smoke and mirrors, значи чат и огледала, како магионичарите што прават. Значи, овие финти се прават насекаде со цел вашата игра да биде побрза и пооптимална. Значи, во овој случај се што гледате се 2D елементи, меѓутоа ставени на начин што на некој начин сака да побуди или да илустрира 3D сцена. И во овој случај, доколку ова беше 3D сцена, јас ќе требаше да најдам каде во 3D просторот се наоѓа таа планета, да ја најдам локацијата во 3D просторот, да ја конвертирам таа локација во 2D простор на екранот и да го ставам овој маркер врз таа планета што е селектиран. Во овој случај ние тоа не го правиме, значи ние точно знаеме која планета на колку пиксели лево и колку пиксели одозгора се наоѓа екранот и кога селектираме буквално го ставаме маркерот на 350 пиксели од лево, 214 од озгора и тоа е тоа. Значи, се е лажирано на некој начин, меѓутоа функционира. Кога луѓето ќе играат вашата игра, никој нема да го чита вашиот код и да рече чекај малку, види како е ова направено. Значи, ако изгледа убаво и функционално, супер е. Во AAA индустријата, јас пред да почнам да работам, мислев дека кој знае како се прават работите, реално се е чат, огледала и селотейп. Океј, сега сакам да зборам за една тема што и не е толку популарна за UI, кога збориме за UI, меѓутоа е многу важно. Тоа е достапност или на англиски accessibility. Значи, вие сакате да таргетирате што е можно поголема публика со вашата игра. Значи, мора вашата игра да биде достапна и за луѓе кои, например, не може да ги видат сите бои, да речеме имаат далтонизам, или имаат проблеми со периферната визија, или да речеме не гледаат добро, па им треба аудио подршка на некој начин. Во овој случај, ако погледнете горе десно, тоа е Fortnite, истата сцена изрендерирана за 3 различни типови на далтонизам. И на тој начин им помагате на луѓето со далтонизам, бидејќи ние во Call of Duty, например, знаете како кажав дека црвената боја е многу важна. Некои луѓе не ја гледаат црвената боја, значи за нив тој принцип на опасност не може да биде ист како за некој што нормално ја гледа црвената боја. Значи, вие можете да додадете елементи за достапност за тие луѓе што ја менуваат таа боја во нешто што тие луѓе можат подобро да ја перцепираат. И на тој начин си ја зголемувате публиката, што на крајот на денот е добро за вас, затоа што ќе имате повеќе луѓе што ќе сака да ја играт и купат вашата игра. Безбедната зона, сигурно сте ја виделе, обично се појавува кога прв пат ќе уклучите некоја игра. Оригиналната намена за безбедната зона е била за CRT екраните, каде што е можно UI-от да се излие на некој начин на крајот на екранот и да не биде читлив или видлив. Во денешно време со денешните играни тој и не е толку голема работа, меѓутоа безбедната зона е сепак корисна за луѓе што имаат послаба периферна визија. Или, например, јас играм на ultra-wide монитор, каде што ако мојата мини-мапа се наоѓа во горното лево ќоше, тоа горно лево ќоше е толку далеко од мене што ја никогаш нема да го видам. И ја користам безбедната зона за да го бутнам UI-от на центарот на екранот, и на центарот на екранот ќе биде поблиску до вашата периферна визија и ќе можете да го видите. И како што спомнав, можете да имате и аудио читање на елементите во вашиот UI, каде што кога ќе мрдате низ UI-от на некој, значи вербално ќе му кажувате за што станува збор ако нема доволно добра визија. Локализацијата е исто така еден вид на достапност, и тоа е кога ја локализирате вашата игра, т.е. преведувате вашата игра за други земји. Call of Duty е преведена на многу различни јазици и некогаш се јавуваат проблеми со локализација на кои што треба да размислувате порано наместо покасно. Значи, примерот што ќе ви го дадам, што се јави како проблем додека работевме на Infinite Warfare, беше со ова мени, значи резултатот додека играте некој надпревар, каде што на нас двете страни, двата тима ни беа една до друга, во Modern Warfare после беа една врз друга, меѓутоа додека беа една до друга, тоа беше скоро цел екран. И тоа беше проблем. Затоа што во некои модови има и повеќе од колони отколку што гледате тука и немаме многу место за насловот на таа колона. И тука имаме еден пример, например брзина текстот, на англиски е speed, а на германски е, нема ни да се обидам да го прочитам ова. Значи, ако вие сте направиле колона што е точно толку широка за да го собере зборот брзина или speed, а сега ја локализирате вашата игра во Германија, ќе имате проблем. За некои
начини на кои што може да размислувате за овој проблем унапред е да речеме да буџетирате вишок простор. Значи, ако видите тука кај што е овој текст буџетирајте вишок простор, на левата страна имам вишок простор. И овој простор е намерно оставен таму за ако тој текст буџетирате вишок простор е подолг во некој друг јазик, ќе имате малку екстра простор да се снајдете со тој проблем. Можете да го лимитирате бројот на букви. Кај нас у Call of Duty бројот на букви е лимитиран на името на самиот корисник. Меѓутоа, тука мора да пазите дека 10 W букви не се исто широки како 10 И букви, како што можете да видите тука. Значи, тоа е ист број на карактери, меѓутоа различна широчина. И затоа ние во Call of Duty, кога сакавме да лимитираме некое поле со одреден број на букви, секогаш користевме W за да го одредиме колку ќе биде тоа поле широко. Сега некој пат се јавуваат и други проблеми, ако вашата, да речеме, игра е локализирана во Кина или Јапонија и ги користи оние канџи карактери, тие некој пат може да бидат и уште пошироки. Значи, може да се јават секакви проблеми, ако се друго пропадне, солуција може да ви биде и да го скролувате тој текст. Тоа на некои места во Call of Duty се појавуваше, особено на германски, меѓутоа тоа нека ви биде последна опција. Значи, размислувајте за локализација порано наместо покасно. Океј, сега ќе кажам нешто што не е конкретно само за UI, меѓутоа помага за да имате и добар UI. Тестирате рано и често. Значи, многу често се наоѓаме во ситуација во која што работиме, да речеме, на игра, некоја игра сами си работите на неа, и UI-от е во некоја многу рана фаза и неките да го прокажете на некој друг. На некој начин се срамите од него. И кажувате, знаеш што, нема да го покажеме сега, ќе ви го покажем за 5 месеца, ќе биде многу подобро. Тоа може би и точно, ама може би и не. Значи, примерот тука доле е од филмот Соник. Не знам дали знаете што се случи со Соник филмот, меѓутоа, значи, карактерот Соник беше прво како овој карактер лево на сликата и кога се појави трейлерот за Соник филмот, сите луѓе почнаа да се бунат дека карактерот изгледа многу чудно. Значи, премногу го исчовечиле на некој начин што изгледа многу чудно. Луѓево го преправија цел филм и го направија карактерот да биде како десната страна. Значи, можете ли да замислите само колку многу фрлена работа е тоа, фрлени пари, фрлено време и колку многу ќе влијае на моралот на луѓето што работеле. Замислите вие да работите преку времено неколку месеци за тој филм да биде издаден на 4 ноември и на крајот луѓето ви кажат не и сега се враќате назад и почнувате да работите од почеток. Значи, не ќе да бидете во оваа ситуација, верувајте ми, оти сме имале вакви случаи на Call of Duty. Тестирајте рано, покажете го UI-от, по каква состојба нека биде, бидете спремни за негативни критики, тоа е окей, не се плашите од негативни критики, некои од тие работи можеби и вие ќе ги знаете, да, нема време да го следам тоа, меѓутоа добро е да ги добиете овие коментари пред да биде премногу касно, каде што ќе треба да правите работа одново, да повеќе време да имате да го одложите издавањето на вашата игра и кој знае што уште не. И тука сакам и да спомнам за во Infinity Ward ние ги викавме овие Kleenex тестери. Kleenex е еден бренд на марамици тука популарен во Америка, јас за тоа во Македонија го преведувам овоа на Paloma тестери. Тоа се тестери што значи чисти, што никогаш ќе немат видено оваа игра, вашата игра. Кога работите на некоја игра, многу често може се најдете во ситуација во која што едноставно сте премногу блиску до таа игра на еден начин. Почнувате да не ги гледате грешките, почнувате да не ги гледате проблемите во самиот UI. Например, вие може би треба да кликнете 12 копчиња за да стигнете да играте играта. Например, принципот што го спомнав пред што го правиме поинаку во Call of Duty. Вие толку сте навикнати да ги кликате тие 12 копчиња и тие потези во UI-от, што не ни приметувате дека тоа е многу лошо. Треба секогаш да си наоѓате такви Kleenex или Paloma тестери, за да го тестирате вашиот UI цело време со нови корисници колку е можно, затоа што и ако тестирате цело време со истите корисници, и тие корисници ќе се навикнат на некој начин на вашиот UI и ќе почне да станува контрапродуктивно. Значи секогаш си тражите после некое време нов сет на корисници да го тестирате вашиот UI и тестирате рано и често. Океј, сега ќе зборам за малку по-инженерски топик, меѓутоа ова е добро и артисти и дизајнери што работат на UI да го слушнат, за да сванете колку е уствари битно да размислувате за овие работи. Значи, перформанси, колку се користи процесор и графичка картичка, и меморија, колку се користи меморија на хард диск, меморија во RAM.
Call of Duty Warzone, како што можеби сите знаете, е една од најголемите игри практично на сите времења. Значи, јас ги видов моменталните побарувања за оваа игра се 175 гигабајти меморија на диск и од 8 до 16 гигабајти RAM меморија во зависно од тоа во кои детали сакате да ја изрендерирате таа игра. Значи, во целата оваа меморија од 8 до 16 гигабајти, што мислите, колку меморија имаше Call of Duty за UI? Значи, ќе ви дадам 5 секунди ќе ви дадам, чисто да си ставите некој број на ум, од 8 до 16 гигабајти меморија, колку е за UI? Значи, за UI имавме 25 мегабајти. Толку. Од 16 гигабајти меморија, 25 мегабајти беа за UI. Причината ради тоа е што вашите играчи сакаат да играат играта, не ќе да го играат UI-о. Значи, што е можно помалку ресурси треба да користите за самиот UI? Да не ме сваѓате погрешно, треба да биде убав, треба да биде функционален, треба да биде интересен. Меѓутоа, не треба да биде вашата игра, освен ако играта не е некој стил на игра што се игра на некој point and click начин кај што е само UI. Има и такви примери. Сега, во тие 25 мегабајти, секој не мегабајт, секој килобајт беше важен. И ние, значи, правевме Call of Duty UI-от е направен во Lua програмскиот јазик, меѓутоа, зависно од вашата игра, ова може да си го адаптирате. Ние во Call of Duty правевме секојдневно ваков Lua мемориски извештај. Значи, гледавме како се движат елементите што ги користиме и меморијата што ја користиме, за да се осигураме дека никогаш нема да претераме многу со ова. И кога ќе видевме, например, на некој ден да меморијата или бројот на елементи отиде нагоре, отидевме да најдеме која е промената што некој дизајнер или артист ја е направил, што го е покачила тој број. И тука десно можете да видите алатка за кај што можете да видите кој дел од процесирањето паѓа на која функција, за да можете да видите точно каде се спорите делови. Сега да речеме дека видиме некој таков случај, еден чест проблем што го имавме е кога некој артист или дизајнер ќе додаде премногу елементи, особено кога тие елементи, намената на тие елементи е чисто визуелна. Значи, да речеме, на некое копче, некој дизајнер додал 4 елементи, некои линии, за тоа копче да изгледа малку поинтересно. Одма одиме кај тој дизајнер го прашуваме, има ли потреба тие 4 линии да бидат посебни? Ако имате план сите 4 линии, да речеме, да ги анимирате посебно, тоа е друг проблем. Меѓутоа, ако тие 4 линии едноставно се таму за да направат некоја форма, може ли таа форма да биде еден елемент? И сега тие 4 елементи ги претворите во еден. Во овој случај, да речеме дека ова е некое копче и не се има случајно во Call of Duty. Тоа копче, ако е некој од основните атомски единици, што се користи секаде, значи вие сега не додавате 4 елементи. Доаѓате, например, у некое мени со 10 копчиња, 40 елементи. Значи, тоа е огромен проблем кога сакате да оптимизирате вашата игра во најголема мера. Во овој случај, значи, можете да направите да отидете од 4 елементи на 1 и сега од 40 елементи отидете на 10. Од 40 повика за рендерирање на елементи отидете на 10. Помалку елементи, помалку меморија, пооптимална игра. Значи, се е тоа поврзано. Ќе ви дадам и уште еден пример за оптимизација. Оптимизација има безброј, чисто сакам да ви илустрирам неколку примери за да почнете да размислувате, дури и како дизајнери, да размислувате на тоа елементите што ги правите, дали имаат некои елементи што можеби се непотребни или можеби може да се колабират со некои други елементи и да имате само една слика наместо 10. Во овој случај станува збор за овој црвен аутлайн што го гледате на крајот на екранот. Значи, во гейминг индустријата овие ги викаме винет на англиски. Јас на Google Translate го преведов ово на македонски и ми излезе како винета. Да бидам реален, јас во живот го немам слушнато винета зборот, така да ако тоа не е македонски збор, ќе ми извините. Меѓутоа, обично ова се ефекти што одат врз цел екран, како например кога некој ве пука ќе ставите оваков црвен ефект, или например ако врне дожд, можеби ќе ставите капки дожд, нешто во тој стил. И во овој случај оваа винета е цел Full HD слика, значи 1920 по 1080, голема резолуција, голема слика, многу меморија. Во UI-от, не само во UI-от, секаде кај што работите со слики има еден концепт на nice slicing. Нема да навлегувам многу во детали на ова, ако ве занима, истражите си го сами. Генерално сликата се поделува на 9 дела, како што ја гледате во долниот лев ќош, и
сите тие индивидуални 9 дела можете можете да ги мените, да ги разтргате, да ги модифицирате без да ги влияете на другите делови. Значи можете копчето што го гледате на лева страна, што е како коцка, да го направите правоаголник, а да не користите други ресурси. Да ги користите истите ресурси од коцката со правоаголник. Сега ако тоа го земеме на оваа винјета тука, направиме таков 9 slicing, и сега ќе видите дека добиеме 9 дела, меѓутоа сега се случува нешто интересно. Ако погледнете делот на бројките 1, 3, 7 и 9, тие се истиот елемент, тоа се истата слика, само ротирана различно. Значи, на едното место е пресликана како во огледало, на другото место е пресликана по вертикалната, по хоризонталната оска, али тоа е истиот елемент. А ако ги видите деловите на 2, 4, 6 и 8, и тоа е истиот елемент. Тоа е само една хоризонтална црвена линија, каде што доле е пресликана, а лево и десно е заротирана с 90 степени. Значи сега одеднашка таа ваша винјета што претходно била цел Full HD слика, сега е само две мали слики. Значи заштедувате многу меморија. Сега во овој случај меморијата што ја заштедувате ќе има малку повеќе на перформанси, затоа што ќе мора да имате 9 повици за рендерирање на место 1, меѓутоа тука сега вие ќе се одлучите што у дадениот момент ќе треба да заштедите. Тоа е тоа за оптимизација, значи има уште еден куп оптимизации што може да ги употребувате, меѓутоа нема да навлегувам во детали, само сакам, значи за да има подобра комуникација меѓу артистите и инженерите, треба сите да размислуваат на тоа дека ништо во игрите не е бесплатно. Значи секогаш ќе имате некој трошок, дали ќе биде меморија или перформанси, и кога правите UI, мора да размислувате вашите елементи да се доволно убави, меѓутоа да не претераат во колку перформанси ќе побараат. И за крај, сакам само да ви кажам дека UI-от е на еден вид на неславен борец. Значи, не сме сите Persona 5, и ја земам Persona 5 како пример, затоа што Persona 5 кога се појави, имаше многу интересен UI. Значи, луѓето зборуваа за овој UI, затоа што е уникатен, интересен и функционален. Сега, некогаш ќе се појават вакви игри, ако можете да направите игра со волку cool UI, браво за вас. Меѓутоа, поголемиот дел од игри, UI-от ќе биде поедноставен и функционален. Значи, поентата на UI-от е на вас да ви дозволи да влезете во игра, не е за да го играте тој UI. Значи, во овој случај, ако работите, да речеме, на игра како Call of Duty, ќе ги запазувате тие некои други принципи за да имате добар UI, ама никој нема да ви каже фала. И тоа е окей. Значи, немојте да се секирате ако никој не збори за вашиот UI. Ако не се збори за вашиот UI, значи UI-от е добар. Луѓето се бунат кога нешто не е уред. За UI и за аудио до некоја смера, луѓето нема ништо да спомнат. Ако не чини, ќе кажат нешто. Ако е се уред, ќе биде супер. Значи, правете си го UI-от и не се секирајте. Ние сме UI артистите, дизајнерите, инженерите, сме неславни борци, работиме позади сцената, меѓутоа ако се е како што треба, играта ќе биде супер. И тоа е тоа. Благодарам многу за вниманието и ако има сега некои прашања, може да одговориме. Ти благодарам и тебе за ова прекрасно не знам како да кажам, предавање, резиме, deep dive во овие работи. Мислам, тие аналогии кои што ги правеше претходно во однос на боите, во однос на палетите, во однос на UI-от со WoW, како да го имплементираш на со RAID хелперот и со сите оние едони да го ставиш на мобилен е онака воземјанска работа. Имаме прашања, например, вика вака, освен што имате консултанти, пример војниците што ги спомна, дали правевте некаков юзер тестинг на UI-от во игрите претходно? Да, значи ми го кажа тоа, да. Да, тоа е оно, значи тестирате често, тестирате рано, нонстоп имавме тестери. Тестерите подпишуваат договор каде што не смеат ништо да кажат, значи тоа е легално се инфорсирано за да него вашиот UI украдат или да кажат на некој, значи нема снимање, нема ништо такво, меѓутоа да, значи нонстоп тестирање и безброј пати сме фатиле друга насока заради тоа што тестирањето е решило дека нешто што ние сме мислели дека е многу очигледно, не е било така, ради тоа што, како што спомнав, премногу сте блиску вие до вашата игра и ви треба некои свежи очи, Kleenex тестери, Paloma тестери да тестираат. Така.
Вика Себастијан, вика дали е пожелно да се направи опција како кастомаиз на UI-от по своји преференции. Пример, да можеш сам да се смениш боја, копчиња, да можеш да го поместиш виджетот лево, десно на екранот и така натаму и така натаму. Значи, конкретно за играта на компјутер не сме размислували да направиме нешто такво. Мислам дека причината е највеќе ради тоа што генерално има доволно простор за се да се стави некаде на екран. Меѓутоа за мобилните игри, да. Значи, моментално работиме нормално на Valorant мобилната игра и тука UI-от ќе биде комплетно можете да го кастомизирате, да мрдате работи, да мените бои, да правите се што сакате. Колку сум јас запознат за компјутерската игра, може да направите некои многу мали кастомизации, меѓутоа се генерално од типот на дали сакате да го покажувате во или да не го покажувате во, дали сакате мапата да ви биде центрирана на север или да се ротира како што вие се ротирате. Некои малку помали кастомизации. Меѓутоа тоа е многу добро прашање. Значи, јас не гледам причина зошто не би дозволиле тоа да се прави и на компјутерската игра. Генерално не го правиме затоа што е екстра работа, значи некој мора да го направи тој систем за од практични причини. Чисто практични причини. Добро, кажи ме интересира како презнаење треба да има човек за да може да работи UI? Значи, генерално зависи во кој дел на UI сте. Например, јас сум UI инженер. Значи, UI инженер и геймплей инженер се две многу блиски, да речем, како да ги кажам, насоки, каде што знаењето се претопува една во друга. Значи, тука презнаењето може да биде и малку по-конкретно врзано за игри. Од типот на математика со вектори, математика со матрици, некои такви ствари што се, тоа е линеарна алгебра, кај што може би треба да ги знаете. Сега, ако работите, да речеме, како UI артист или дизајнер, вашите предзнаења треба да бидат повеќе од типот на да имате некоја позадина во, да речеме, може би школа што се исклучително занимавало со артисти, со некои такви ствари, значи да знаете теорија за бои, некоја психологија на боите и такви некои ствари. Значи зависи во кој дел на UI-от сакате да бидете. Некој UI е малку повеќе кон таа некоја артистичка страна и презнаењата ќе ви бидат повеќе од аспект на ликовна уметност, да не речем, и некој дизајн, нешто такво. Ако сте повеќе на инженерската страна, тука веќе презнаењата ќе ви бидат малку повеќе поврзани со геймплей, значи можеби треба да знаете и за например за оптимизација и за такви некои ствари, треба да знаете како работат гейм енџините во позадина, како работи рендерирањето. Мислам, јас не сум инженер за рендерирање, меѓутоа знам доволно за кога ќе го правам тој UI да го имам тоа некаде во позадина на мојата глава, као окей, значи ако јас имам 4 елементи наместо еден, јас повикувам рендерер 4 пати наместо еден. Значи ќе ви требат малку повеќе позадина од, да речеме, информатичка позадина. Системски технички знаења. Александар, фала ти многу. Ми беше уживанција да те слушам, благодет, значи за сите овие работи што ги ствари, особено за игри што сум ги играл и кои што имам и јас свое мислење. Така што се надевам се гледаме некогаш и во живо кај нас. До тогаш убав ден да имаш кај тебе, продолжуваш ти со работните обврски. Ние правиме малецка пауза, дечки. Следува Симеон од Black Sea Games. Он ќе збори за 2D Character Arts. За 3 минути, мајве 4 минути се враќаме назад. Александар, чао, деко се гледаме повторно. Фала многу.